Сточарите од Делчево најавуваат блокада на локалната самоуправа доколку до понеделник не остварат средба со пратеникот Драган Ковачки и со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Тие бараат итно решение на проблемот со откупот на млекото, откако млекарниците според нив најавиле дека од 12 јули ќе го прекинат откупот. Доколку нивните барања не бидат исполнети, сточарите велат дека в понеделник ќе ја блокираат локалната самоуправа во Делчево. Значи, ние сме спремни, имаме поддршка од сточари од други општини, од други села, да се излезе во сусрет, да има поддршка и државата да обрне внимание кон нас, бидејќи доста млади веќе заминуваат во странство и стари луѓе на 50 години заминуваат во странство. Крајно време и крајно решение е државата да го врати она што треба, да го поддржи земјоделецот. Системот не ни функционира. Ние имаме прекрасни закони, стриктни закони кои нудат развој. Меѓутоа, никој не ги применува. Тоа де факто значи дека не е задействувана легислативата во Македонија. Се испостави дека фармерите од овие две млекари немаат договори 20 години, 19 години соработуваат со нив, немаат договори за откуп за млеко. На што тие да веруваат? Сега, после притисоци од власта, еве им продолжиле до први ќе ви го зимаме. Што ќе се случи после први? И зошто во оваа недела дена не добијат договори тие да потпишаат? Доколку ситуацијата остане ваква, сточарите и натаму потенцираат дека в понеделник ќе почнат со блокади. Фармерите ние планираме да во рамки на законот го изразиме нашето незадоволство преку блокади на патот. Има закони, само треба да се спроведат. Не може, ние не произведуваме доволно млеко, а од друга страна не ни треба млеко. И сега што да го правиме ние млекото? И сега, кога се собира храна, кога треба да се купи храна, нити имаме земано субвенции, нити млекото ќе ни го зимаат, кај ќе идеме. Немаат крв вадено, не можеме ни да ја продадеме стоката. Инаку сточарите дополнително се жалат и на неисплатени субвенции, што како што вела дополнително им ја отежнува нивната ситуација.